добро, ако веќе имавме само изразија представниците на Министерството и од Управата за јавни приходи и резерви во нивната ефикасност. Вториот амандман е по-конкретен по однос на условите на работа на самата Управа за јавни приходи, што се предвидува со измените на законот. Ќе го прочитам, понатаму ќе го објаснам. Значи, членот 21 се менува и гласи: во член 48 бројот 46 се заменува со бројот 45, се брише. Значи, станува збор за условите во кои што треба да работат вработените. Не се однесува на телото што е направено, нивните примања, не се однесува ни на дискреционото право, каде што директорот може да си дели зголемени плати на вработените, што тој смета дека треба да ги направи. Се мислев први што дали и во членот 14 да реагираме, каде што се прават навистина дискутабилни измени, каде што за унапредување на работните места драстично паѓаат критериумите. Нема да се навраќам на муабетот за стандардизација и за квалитет на позициите. Нема да укажувам на можна ризик од можна партизација, какви случаеви би можеле да бидат пракса веќе станати во Управата за јавни приходи. Ќе се задржам на делот во член 21, каде што практично се предлага заради отпуштање без отказен рок за неоправдано изостанување од работа 3 последователни дена или 5 дена во текот на една година, злоупотреба на боледување, непридржување кон прописи за здравствена заштита, заштита при работа и слични прописи, однесување, употребување алкохолни и наркотични средства, кражба или намерно предизвикување на штета на луѓе и така натаму. Мораме да бидеме принципиелни и конзистентни. Ако вамо ги намалуваме критериумите за напредување, овде ќе имаме драконска казна. Не можеме да имаме ваква општа категоризација, каде што за неизменени рација, што беше дел од правилникот, например, за ковид мерките, ние да избркаме некого од работа. Си имаме пропишено постапка, другите законски решенија добро тоа го дефинираат. Дали како иде дисциплинските мерки, опомена 3 пати по 10, 6 месеци по 15%, да стигнеме до отказно решение. Не можеме да дадеме дискреционо право практично на директорот, да може, ако некој не му се свиѓа, едноставно го избрка од работа. За неизменени рација или, не знам, неизчистени чевли. Сметам дека тоа е крајно несоодветно, би можело да биде крајно многу злоупотребено и би дало многу повеќе главоболки и проблеми во работењето, отколку што би можело да донесе бенефит во работата. Каквата е таа ефикасност што ќе добиеме? Повторувам, доколку стане збор за дисциплински прекршок, каде што има кривишно дело, кражба, не знам, злоупотреба на податоците, бил фатен на лош пример, се има пропишено како се постапува. Отказен рок за ваква наведена општа одредба, сметаме дека ќе биде максимално злоупотребена. Нема да спомнам можните партиски пресметки или едноставно, ако некој не му се свиѓа на директорот, може врз основа на ваква некоја бледа оптужба да го изгуби своето работно место. Говориме, пак ќе се вратам на дискусијата на директорка, на кадри каде што било инвестирано со децени во пари, во време, во енергија, луѓе кои што допринеле во работата, кои што се докажали, така натаму и така натаму. Само ги користам нивните зборови, се надевам дека нема да бидам погрешно сватен, нема тука никаква ниту тенденција, ниту политика, едноставно еден практичен пристап на нешто што би можело може би имало некоја добра намера, но може да биде крајно злоупотребено од страна на власта. Благодарам.